Ова е почетокот на најновото саботно издание на регионалните вести. По 2 децении се изгради цевководот од новиот водоснабдителен систем за Тетово, но се до изградбата на филтер станицата, која според градоначалничката на Тетово Теута Арифи треба да биде завршена до крајот на годинава. Водата од новиот водовод тетовци не ќе можат да ја користат. По 2 децении општина Тетово конечно го изгради цевководот од новиот водоснабдителен систем. Градоначалничката Теута Арифи, министерот за животна средина Башки Мамети, на символичен начин начар планинското село Бозовце во местноста Лешница. Го значија завршувањето на градежните работи на овој проект. Се подпиша на цевководот, од каде пуштија вода ќе излашно според проценките изнесува 200 литри вода во секунда, доволно да ги задоволи потребите на граѓаните од чиста вода за пиење. Но оваа вода се уште нема да пристигне до граѓаните. Најпрвин ќе треба да се тестира водата која ќе биде за употреба откако ќе се изгради филтер станицата, проект кој се очекува да биде готов до крајот на годинава. Според нашите очекуваме со крајот на годината да завршат работите и кај филтер станицата, со која ќе заокружиме инвестиција поголема од 4 милиона евра за градот Тетово и за водата. Познавачите на приликите сметаат дека прашањето со водата за пиење нема да биде затворено, ако не се изврши реконструкција на градската водоводна мрежа стара 1 век. Новиот водовод кој во градот ќе донесе големи количини вода ќе оптерети мрежата, каде ќе се појавуваат постојани дефекти, а со тој и прекини во водоснабдувањето. Градоначалничката Теута Арифи е свесна за ваквиот проблем. За негово решавање според неа ќе биде потребен подолг период и поголема инвестиција. Нормално ќе продолжиме да работиме на другите прашања. Мислам дека ќе мора да работиме на некој долгорочен проект кој би го покрил, да кажам, идниот мандат за реализирање на целата инсталација во рамките на градот, за да оваа вода, како што ја видовте, која е многу, има висок притисок, значи да може да се, не само да се издржи, но исто така да не се губи, за да можеме да имаме максимална искористеност. Новиот цевковод е долг 20 километри. Тој ги зафаќа водите од студена река и река Пен, истиот се приклучува на стариот водоводен систем. За овој проект досега се потрошени речиси 20 милиони евра, иако предвидувањата беа дека новиот водовод ќе се изгради за неколку години и ќе изнесува околу 8 милиони евра. Со еколошки активности за расчистување на отпад од јавни површини и зеленила во земјава денес се спроведе националната акција за чистење Македонија без отпад. Општина Гостивар се вклучи во акцијата заедно со учениците и Советот на млади. Во 50 на општини низ земјава денес се спроведе националната акција за чистење Ајде Македонија, Македонија без отпад. Активноста е организирана и координирана од Асоцијацијата за чиста животна средина со поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка. И во општина Гостивар се расчистуваа отпадоци на повеќе локации, во парковите и покрај кеот на Вардар. Во еколошката акција учествуваа ученици од средните и основни училишта, општинската администрација и од Советот на млади. Општина Гостивар денеска се приклучува на националната акција за почиста средина, односно чиста Македонија, под мото Ајде Македонија. Ова акција е поддржана од швајцарска влада, односно СДЦ, и се реализира денеска, се реализира истовремено во 50 општини низ цела територија на Република Македонија. Иако нашиот град е чист и морам да кажам дека е еден од најчистите градови во држава, ние сакавме со акцијата да порачаме до сите граѓани на Република Македонија дека општина Гостивар заедно со својата администрација, Младинскиот совет и средните и основните училишта се грижат за чистотата во градот. Националната акција за чистење се спроведува со цел да се намалат количините на несоодветно депониран отпад. Со оваа активност Македонија стана дел од глобалната еколошка акција, поддржана од Европскиот парламент, со која се опфатени над 130 земји ширум светот.
Уште еден протест вчера поради незадоволството од работата на општина Тетово одржаа жителите на градот. Причина е недоградувањето на капелата, чија изградба започна пред речиси една година. Пред една недела протест имаа жителите од стариот дел на градот, кои се револтирани што се соочуваат со голем број инфраструктурни проблеми. Неколку стотици граѓани преку протестен марш низ Тетово изразија незадоволство што долго време општината ја запоставува изградбата на капела. Овој објект почна да се гради пред речиси една година, но сега и она што е изградено пропаѓа, велат жителите на градот. Капелата до некој степен е изградена, меѓутоа се уште не е довршена. Апелираме до градоначалничката на општина Тетово да се доврши капелата при православните гробишта. Имаше едно ветување од нашиот градоначалник Теута Арифи дека едно од ветувањата уствари беше дека ќе ни изгради капела. Ние се соочуваме со големи проблеми во градот затоа што немамо капела и смо единствени во Македонија кои што немамо капела. Капелата е потреба за тетовци бидејќи починатите се чуваат дома. И по сите хигиенски и медицински услови покојните не треба да се чуваат во сопствените домови, туку да се чуваат во капелата. Протестниот марш започна пред капелата, а заврши пред зградата на општина Тетово. Викендов ќе преовладува убаво време, прогнозираат синоптичарите и предлагаат да го искористите за прошетка во природа. Според нив, веќе од вторник не очекува значително заладување. Убав сончев викенд со стабилно и суво време, прогнозираат метеоролозите и порачуваат да го искористите во природа. Денес имавме сончево време со слаб до умерен ветер од јужен правец. Утринската температура се движеше од -7 до 10, а дневната од 25 до 31 степен. Утрешните максимални температури во Тетово ќе достигнат до 27 степени Целзиусови. Времето утре ќе се задржи сончево со умерена облачност, се уште ќе биде и топло. Максималната температура во Тетово утре се очекува да достигне до 27 степени. Зголемување на облачноста ќе има кон крајот на денот, а веќе во вечерните часови кон понеделник ќе има и услови за слаб локален дожд. И во понеделник променливо облачно време со сончеви периоди, а исто така ќе има услови за повремен слаб дожд, ќе дува и слаб до умерен ветер од северозападен правец, кој во вечерните часови кон вторник ќе го смени правецот во северен и ќе се засили по интензитет. Овој северен ветер ќе донесе испуштање на постудена воздушна маса и во вторник значително пониски температури. Ќе има и повремени врнежи од дожд, утринската температура се уште ќе биде, може да се каже, релативно висока, ќе достигне до околу 8 степени, додека дневната ќе достигне до 18. Поголемо заладување има во среда и четврток, преку денот, кога се уште ќе дува засилен ветер од северен правец, а температурите ќе бидат околу 13 степени. Што се однесува до утринските температури, но значително паѓање. Исто така се очекува после разведувањето, значи во четврток и петок, кој ќе биде блиску до нулата. На повисоките планини во вторник и среда ќе провејува слаб снег. 22 годишна девојка 3 дена била противправно држена во угостителски објект во Гостивар од страна на 32 годишник со кого била во љубовна врска. Откако почувствувала здравствени проблеми, таа била пренесена во болница пошто е оставена дома. Случајот го пријавила во полиција пошто се преземаат мерки за пронаоѓање на 32 годишникот. Во приложение погледнете телевизиската анкета "Граѓаните зборуваат", во која жителите на Тетово ги кажуваат своите согледувања за општествените проблеми и прилики, како истакнуваат кои теми и области треба да бидат анализирани во новинарските прилози. Со какви проблеми се соочуваат граѓаните на Тетово? Со какви проблеми разни има. Проблеми со обраќање, проблеми со движењето, проблеми со паркирањето на возилата, нема граѓани декаде да заминат. Ја не знам што е овој хаос ваков со возилата. Дали општината мисли да донесе некој пропис кај што било пар, не пар, да се
олесни малце движењето, иначе сега е многу лошо. Многу е лошо. Прво, проблемот е најголем со децава, што македонци и албанци, како понапред што било пред 40 години, кога ние сме учеле, заедно сме учеле. Сега не ги сакаат нашиве, а овие ги двоја. Зашто тоа да не биде заедничко? Тоа е најголем проблем. Друго е проблем хигиенава. Во сите градови на Македонија чисто педан. Овде е најпрлава. И сега друго што? Вработувањето наше не може да биде, вработување во наше не иде. Се врски со партии, со ова, со тоа. На тето граѓаните многу лошо жива. Тоа да ви кажем, скупо, се. Што ќе има, тоа без веза. Нема паре, нема ништо, све е тоа тачи. Со секакви проблеми. Прво со нечистотија. Друго, финансиски. Секакви проблеми има. Па ми овдека проблеми немаме никакви, значи нема ништо за да имаш проблеми. Прво тоа. Инаку за чистотја што прашувате, значи за хигиена, катастрофа. Све катастрофа. Значи и работа, и одеш живот нема, и младите за тоа бега многу. Па сигурно прво со финансиски проблеми, со загаденоста на воздухот што ја има Тетово, невработеноста, посебно на младите. Младите се без перспектива, ќе школува, ќе заврши школа, или нема работа, ќе чека, после бега во странство. Какви проблеми има? Све проблеми има. Ништо нема арно. Социјално сме загрозени, ниски животен стандард и така натаму. Невработеноста, младите се лутаат горе доле. Многу проблеми имат за овој депонија што е најлоша што го загадува градот. И надмерниците сите скапи се. Све тие проблеми доста. А највише депонијата загадува воздухот. Со сиромаштија, безработица и мораме ние вака сега да бараме некоја екзистенција од нашето производство. Што произведуваме и тоа што ни останува. Тоа е. Немамо воде, нема ништо. Смо дали по 50 евра, уште немамо воде у Ново село. Комуна има у Желина, а вода уште нема. И патот негде е добар, негде не е. Што се води од Воденица па нагоре ни асфалтот добар. Ако може у село Рог ги направите, а у Ново село ги нема. Јас сум овдека скоро 40 години од центаров, овдека сега направено е лом со кафиќиве. Значи кафиќиве се узурпираат местово, никого не интересирајш. Се оставаат вика, колете кај сакаат и работат све. А за политичка ситуација многу тешка ќе биде. Избори нема да има 100%. Кој ќе одговара на крај не знаеме. Работава не чини држава никако не чини. За младиве посебно сега владава, јас сум забавно признам тоа. Се трудат колку што можат да направат нешто, да останат младиве овдека. Инвестиции доаѓаат нешто сега. Колку за тие инвестиции, мислим, дали има корист голема држава, тоа не знаеме тачно, вика дека нема, има, што ја знам те работи, али па има нешто, некој запослување. Младиве земаат 200 евра, тоа пора 200 него да не земаш ништо, да седиш дома. Ова безздравје, значи нема никаков начин на животот за народот. Ни па го прашува народот што и како. Ја не знам до кога ќе оди вака. А јас народот го оценувам како кривица. Кривец ново општество сега. Во ова сегашно време. А политичкава состојба како би ја искоментирале? Политичката состојба е истата, како што беше тоа прашањето, како живее народот. Значи, растурено. Не е сложено.
И јас не знам до кога сега вака. Како можеш една особа да каже дека не оди на суд? А како една друга личност, општа личност, води затвор за килоора. И сега каде е, по која политиката е? Не постои. Овдека е безредие. Политичката ситуација во земјава не е никаква. Тие политичарите не се политици, се анархисти, кариеристи, само за себе мисле тоа. Сега ќе видиме изборите кои ќе биде. Народот треба да одлучи ако не биде неко превара. Политичката состојба, јас не знам да дадам некоја диагноза каква е. Некогаш добра, по некој ден, два, три не чини и што е работата не знам. Мене ми се чини све овие нашето руководство што е било, да е тоа СДС или ВМРО, 3-4 души командуваат со тоа и така работи додат. Иначе граѓаните ода жртва на тие нивни сваќања. Моје сваќање тоа може не сум управо, меѓутоа констатирам дека се на све таква работи тоа. Од СДС 4-5 души, од ВМРО 4-5 души, тие што ќе решат тоа работата така да. Нивните членови дигаат два прста, има бенефиции, има добри работни места, си примаат добри примања и тоа е друго. Слабо иде. Работата нивна ги има компетенције за да спроведе нешто, се спречува. Од кај се спречува, се знаат и тие сами. Чим нема специјален суд и специјален јавно обвинителство и специјален суд, ништо. Јавното специјално обвинителство ги праќа во апелациониот суд, кај што се сите корумпирани таму и така. Од денеска започнува зимската рестриктивна продажба на алкохол. Тоа значи дека во трговските објекти алкохолните пијалоци ќе се продаваат до 19 часот. За оние кои нема да го почитуваат законското решение, предвидени се санкции, односно забрана за вршење дејност во трајање од 7 или 15 дена, како и парична казна до 5000 евра. Управниот одбор на одгледувачи и производители на свинско месо и свињи донесе одлука цената на свинското месо да ја намали. Цената на свињите жива мера ќе се движи од 90 до 95 денари за килограм, соопшти денеска председателот на Асоциацијата на земјоделци Ефтим Шаклев. Тој истакна дека на овој начин ќе ги задоволат и потребите на потрошувачите со македонско свежо месо, со што ќе влијаат и на подобрување на стандардот на граѓаните. Авторските агенции на Македонија и Србија бараат повеќе пари за пеачите и композиторите, а македонските електронски медиуми не се согласуваат со високите проценти и од денеска македонските радија и телевизии не смеат да емитуваат македонска и српска музика. Според одлуката на Сдруженијето за заштита на авторските и музички права на Македонија ЗАМП, македонските медиуми немаат право да емитуваат македонска музика. Сокој, авторска агенција од Србија пак информираат дека тие ги штитат правата на своите членови и бараат повисоки тантиеми за српските автори. И српските и македонските автори не се задоволни од парите што ги добиваат од македонските медиуми за авторски и изведувачки права. Викендов нема да се одржи фолк фестивал Ландово, кој требаше директно да се пренесува на македонската телевизија. Од Македонската медиумска асоциација најавија тужба против ЗАМП и од Министерството за култура бараат одземање на дозволата за работа. ММА смета дека тарифите што ги бара ЗАМП се превисоки и изнесуваат 750 денари за една минута. Оваа тарифа ќе значи огромна заработувачка за ЗАМП. Од Министерството за култура велат дека мора да се најде заеднички јазик. Илјадници демонстранти протестираа против антимигрантската политика на владата на премиерот Виктор Орбан во центарот на Будимпешта. Не за затворање на вратите за мигрантите, скандираше толпата во пресрет на утрешниот референдум. Унгарците утре ќе гласаат на референдум за квотната распределба на мигрантите во Европската Унија.
точното прашање на кое ќе треба да одговорат гласи дали се согласувате Европската Унија да воведе задолжително населување на неунгарски граѓани во Унгарија, вклучително и без одобрение на парламентот. Европската Унија треба да ги заштити своите граници за да спречи миграцијски бран, така како што направи Унгарија минатата година на границите со Србија и Хрватска, каде издигна ограда. Војни авиони ги бомбардираат областите кои се под контрола на бунтовниците северно од Алепо. Бунтовниците и наблюдувачките групи соопштија дека денеска воздушните напади се фокусирани на главните линии за снабдување во областите под контрола на бунтовниците, додека директни судири има во Сулейман Ал-Халаби квартот, фронтот северно од стариот град на Алепо. Спасувачите во градот вчера објавија дека во нападите во областа под контрола на бунтовниците загинале најмалку 30 луѓе, а биле користени фосфорни бомби кои предизвикале голема штета и пожари. Русија порача дека не виделе никакви докази во извештајот од прелиминарната истрага за соборување на малезискиот патнички авион на летот МХ-17 во 2014 година, кој завчера го објави Меѓународната истражна комисија. Портпаролот на Кремљ Дмитри Песков истакна дека станува збор само за првични резултати и дека истрагата ќе продолжи до 2018 година. Во извештајот на Меѓународната комисија се наведува дека ракетниот систем Бук бил донесен од Русија во источна Украина, во област под контрола на проруските бунтовници, а по наводното истрелување проектил системот повторно бил вратен на руска територија. Тропската бура Метју вчера над Карипското море ја доби силата на ураган од прва категорија на 5-степената Сафир-Симпсонова скала. Како што информира Националниот центар за наблюдување на урагани од Мајами, брзината на ветрот надмина 120 км на час. Во моментов ураганот се движи на запад со брзина од 27 км на час. Минувањето на Метју во следните денови ќе предизвика големи бранови на бреговите на Порто Рико, Хаити, Доминиканската република, Аруба, Бонеира, Курасао, Колумбија и Венецуела, соопшти центарот. Фестивалот на светлината е еден од најпознатите фестивали на светлосни инсталации во Берлин. На фестивалот учествуваат уметници од целиот свет и со светлосни ефекти и инсталации, како и проекции на фасадите, ги осветлуваат главните градски површини и туристичките атракции. Така беше и минатата ноќ, кога во рамки на фестивалот е осветлена зградата на концертната сала Концертхаус Берлин, а на неја е прикажана виолина. Времето предпладне во Македонија беше сончево преку денот со малата умерена локална облачност. Дуваше слаб до умерен ветер од јужен правец. Утринската температура се движеше од -7 до 10, а дневната од 25 до 31 степен Целзиусов. Од недела следува период на променливо облачно време со локални слаби врнежи од дожд, кои повеќе ќе бидат застапени во западните делови на земјата, а од понеделник воздушното струење ќе се промени во северно, од каде ќе почне да се спушта постуден воздух, особено во вторник и среда. Не очекува и нагло паѓање на дневните температури, кои ќе се движат од 20 до 23 степени Целзиусови. Овде го завршуваме денешното издание на регионалните вести. Имајте убав остаток од викендот. Пријатно.